Здраво дечки, во ова видео ќе ви покажувам како да инсталирате VirtualBox и како да користите VirtualBox на Windows 10 или 11. Треба да имате малку појак компјутер и треба да имате Virtualization уклучено во BIOS. Доколку немате Virtualization во BIOS, да го користите ова на малку ќе ви кочи, така да треба да имате малку појак компјутер. Еве Windows 11. Ова со сигурност ќе работи и на 10 и на 11, па дури мислам дека ќе работи и на 7. Прво што треба да направите да отворите вашиот браузер и да напишете VirtualBox или VirtualBox. Јас ќе зачнам на Google. И кликнете Enter. Кликнете кон првиот линк Oracle VM VirtualBox или пак веднаш кликнете Downloads. Вие ќе кликнете Windows Host, потоа ќе почекате за VirtualBox да се сети. Зашто би користеле VirtualBox? VirtualBox се користи за да направите виртуелна машина. Односно, например, вие сакате, например, да испробате Linux, сте виделе некој Linux, ова е само пример, Linux оперативен систем и сакате да го испробате, но не сакате да го преинсталирате вашиот WAP. Или, за пример, сте сакале да пробате Windows 11, но не сакате да го преинсталирате WAP. VirtualBox ќе ви помогне за тоа. Со VirtualBox, мощно VirtualBox, вие можете да направите виртуелна машина и да го инсталирате вашиот оменен оперативен систем на виртуелната машина, да не го бришете вашиот hard диск или SSD на лаптопот или на вашиот компјутер. Исто така се користи за сервери. Тоа е примената на VirtualBox. Дечки, како што гледате, VirtualBox се сигна. Ќе кликнам на VirtualBox, кликнете Next, кликнете Back Next, кликнете Next. Кликнете Yes и Install. Овде пак ќе треба да кликнете Yes. Значи, треба само да кликате Next и Yes Install. Дека ова е многу битно да кликнете Install. Значи, кликнете овде Software from Oracle Corporation и ќе кликнете Install. Сега ќе ви се отвори ова прозорче, Oracle VM VirtualBox Manager и ова е VirtualBox. Сега ќе ви покажам како се користи. Ние за тоа време да ја направиме виртуелната машина. Кликнете New и тука ќе ве праша за име на виртуелната машина, бидејќи денеска ќе пробуваме Linux Mint, ќе ја напишам Linux Mint и автоматски селектира Linux Ubuntu 64 bit. Ќе кликнеме Next и сега тука ќе треба да дадете дадете RAM меморија на виртуелната машина. Ќе кликнеме Next. Сега ќе кликнеме Create a Virtual Hard Disk Now, кликнете Create. Селектирате кој е било VDI и кликнете Next. Можете да кликнете Fixed Size, но тоа ќе ви зафати многу меморија во hard дискот, па така да препорачувам да кликнете да не ми Allocated. Потоа кликнете Next и дадете му неколку гига hard диск, ќе му дадам 10 гига за сега, вие повеќе ќе му дадете. И сега тука ќе ви покажам што може да смените во Settings. Прво што би сакал да сменам во Settings е да уклучам UEFI. Поновите компјутери се користат UEFI, затоа јас ќе ставам UEFI овдека, но ако вашиот оперативен систем што го пробувате е постар, UEFI можеби нема да работи. Pointing Device сакам да го сменам на PS
кроз 2 маус, ќе исклучам флопи и ќе ставам да бутира од hard дискот најпрво. Му дадам 2 процесори. Ќе кликнеме потоа acceleration на ова е се добро. Потоа ќе одам во дисплей и ќе направам видео меморијата на 128 мегабајти или acceleration. Тука е се добро, освен што ќе оставам оперативниот систем тука, имиджот. Значи choose a disk file. Ќе одиме во downloads и Linux Mint и ќе го оставиме ова како што си е. Доколку сакате микрофон да ставите, можете да кликнете ниво audio input, но за мене тоа не е корисно. Потоа ќе одиме во network, ова можете да го смените на bridge adapter, јас сакам да го ставам на bridge adapter. Сега ќе стартуваме виртуелната машина. Еве, значи Linux Mint starting. Еве. И еве да стартува Linux Mint, само да знаете дека ова не го избриша мојот лаптоп, јас не го избришав мојот лаптоп, туку ова е само виртуелна машина. Например, ако ви е потребен Linux за некој време, можете вака да го користите. Може би малку личи outdated, но добро е. Јас сега можам од тука да го инсталирам Linux Mint, но за ова видео нема да го инсталирам, бидејќи видовте што е виртуелна машина, секако вие можете да го инсталирате. Само да знаете, ова овде инстал Linux Mint. Нема да го инсталира Linux Mint на вашиот компјутер, туку ќе го инсталира на виртуелната машина, таму кај што ве прашуваше колку мега да дадете за hard дискот, на тој виртуелен hard диск ќе се инсталира Linux Mint. Вака сега можам јас да инсталирам Linux Mint како за пример и да инсталирам сервер на него и да направам сервер. Друго сакам да кажам, се извинувам што не аплодирав видеа за овој период, бидејќи сега јас сум на летен распуст и пробував да направам неколку видеа, но видеата испаѓаа некако малку лоши и затоа ова видео мислам дека ќе испадне многу добро. Па сега јас ќе го исклучам.